civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Многу е тешко кога треба да се зборува за дискриминација, па уште дискриминација во контекст на социјалната правда во држава во која што некако стана многу лесно да се употребува зборот дискриминација, недискриминација, борба против дискриминацијата. Секој кој што ќе дојде на власт или кој што се бори за власт, па и во цивилното општество мисли дека знае што е дискриминација и со многу голема леснотија го употребува овој збор, меѓутоа ја мислам дека прво треба да почнеме од таму, заради тоа што мислам дека всушност е многу тешко во нашето општество да се перцепира дискриминацијата. Кога станува збор за директна дискриминација, тоа е дури и полесно, можеме некаков начин да се ориентираме. Меѓутоа, многу често суштината на дискриминацијата не е во нееднаквото постапување, туку во неможноста на еднаков начин да се практикуваат правата и слободите. И тука доаѓаме до она што вие го ставате како елемент за разговор на оваа дебата, а тоа е социјалната правда, социјалната држава и што е она што како услови на еднаквоста ги создава државата. Значи, прашање е не колку некого дискриминираме, туку колку е некој слободен, колку има повеќе или помалку права, колку може или не може да ги заштити своите права, колку може или не може да ги практикува правата. Дали е слободен на вистина да гласа за тој кој што сака или не, од било какви физички или други причини кои што го невозможуваат во тоа. Дали на вистина ужива еднакви права како другите или не. И навистина тука не е работата само во нееднаквото постапување, многу е покомплексна работата. Да речеме, прв елемент кој што мене ми паѓа на памет и кој што би сакала да го ставам на маса за разговор, тоа е она индиректна дискриминација кога се превземаат навидум недискриминаторски дејствија, меѓутоа кој што има дискриминирачки ефект. Последен пример, кој што е директно поврзан и со социјалната и со социјалната правда, е онлайн наставата. Значи, навидум тоа е недискриминирачка мерка. Онлайн наставата се однесува на еднаков начин на сите деца, на сите места во целата држава, значи нема нееднакво постапување. Меѓутоа, резултатот е дефинитивно дискриминирачки и дефинитивно оваа мерка има многу различен ефект на децата во различни услови. Да речеме, има деца кои што едноставно немаат елементарни услови да ја следат наставата онлайн. Живеат во една соба, или барем во зимските месеци се наоѓаат само во една соба во која што се заедно цело семејство 3, 4, 5, 6, 7 луѓе. Има деца кои што немаат достап до интернет. Има деца кои што немаат достап до струја. Има деца кои што немаат достап до простор. И има ситуации каде што во едно семејство имаме повеќе деца кои што се на училишна возраст и кои што треба во исто време да ја следат наставата онлайн, тоа значи дека треба да имаат и исто толку компјутери, исто толку простор кој што ќе ги изолира децата, ќе имаат таков вид на интернет кој што ќе им овозможи навистина на соодветен начин да бидат дел од образовниот процес. Сушност, училиштата се токму и затоа создадени за да можат децата да бидат на овој или оној начин барем релативно ставени во еднакви услови кога доаѓа во прашање пренесувањето на знаењето, наставата и слично. Значи, ова е еден вид на
дискриминација која што се базира врз еднакво постапување, меѓутоа која што е директно поврзана со она што представува социјална положба на одредено семејство, на одредени деца, кои што се дискриминирани со еднаквото постапување. Кога зборуваме за односот меѓу социјалната правда и дискриминацијата, секогаш треба на ум да ја имаме структурната дискриминација. Имено независно како е дефинирана државата во Уставот, како е дефинирана во законите, како социјална, праведна, ваква, онаква, остануваат елементи кои што се поврзани со она што го нарекуваме вообичаено делување или од секогаш било така. Сите знаат дека е така, така прават сите. Значи, во моментот кога јас правам нешто така како што прават сите, јас не сум крив доколку резултатот на моето делување е дискриминирачки. Во вакви услови многу е лесно и вината да се префрли врз жртвата на дискриминација. Таква и е културата. Такви се тие, пасивни се, незаинтересирани. Тоа е нивни личен избор. Личен избор е на ромите кои што просат на улица на тој начин да заработуваат. Можат тие и поинаку, општеството им дава поинакви секакви можности, ама ете, тие сакаат така. Или тоа е резултат на нивното лично незнаење. Значи, тоа е неверојатен голем проблем на она што представува поставување на одредени групи на луѓе во одредени социјално неповолни услови и потоа префрлање на вината за нееднаквата положба, за нееднаквото остварување на правата врз нив самите. И најстрашно е кога жртвата на дискриминација не сваќа самата дека е дискриминирана и да речеме, влегуваме во еден затворен круг на дискриминација многу често. Да речеме, во ова јас би сакала да ги спомнам специјалните училишта за децата со посебни потреби, со попреченост, дизабилити, како и да го наречеме. Јас од секогаш се спротивставував, да речеме, на постоењето на тие специјални училишта и на неверојатен начин луѓето успеваат да го оправдаат нивното постоење како начин за помагање на луѓето, не сваќајќи дека на тој начин всушност се затвора кругот на дискриминацијата. Една директорка дури на едно специјално училиште во одреден момент кога се расправавме зошто не треба да постојат тие училишта, ми соопшти дека не разбирам јас дека тие таму децата со, да речеме, слаб вид ги учат како самите да излезат од дома и да отидат да си купат леб. И за нејзе тоа е врвот на постигнувањето. Значи, таа не размислува низ перспективата дека тие деца треба да добијат еднаква шанса да станат научници, да станат државници, да станат рамноправни членови на оваа наша заедница, кои што ќе ги искористат сите своји максимални индивидуални потенцијали, туку таа зборува за давање на некои минимални услови за преживување и мисли дека е тоа она кое што заедницата треба да го пружа. И тука јас би сакала да подсетам во овој мој прв дел од вклучувањето на она што представува улогата на државата. Значи, тргнувајќи од она што е дефинирано во Уставот, тргнувајќи од она што представува еднакво постапување, не недискриминирачко постапување, туку постигнување на еднаквост. Нашата држава не смее да се задоволи со реактивно делување. Не смее државата да реагира само тогаш кога ќе се појави дискриминација. Не смее да се појави само во улога на некој кој што заштитува. Државата мора да се појави како некој кој што создава услови за еднаквост. Значи, мора државата да даде се од себе, да се појави во улога на проактивно делување. Државата е таа која што треба да обезбеди еднакви шанси
еднаква можност за искористување на потенцијалите на индивидуата. Државата е таа која што треба да обезбеди секоја индивидуа, каде и да се наоѓа, да може да има таков оптимален социјален статус, кој што ќе обезбеди не само недискриминација, туку и еднаквост. И заради тоа јас би сакала да кажам дека она каде што најмногу оманува нашата држава, тоа кое што најмногу недостасува во нашата држава, не е отсуството на зборување за дискриминацијата и недискриминацијата, туку отсуството на сваќање дека одговорност на државата е да создади услови за еднаквост. А условите за еднаквост не секогаш значат еднакво постапување. Условите за еднаквост многу често значат нееднакво постапување, поддршка, поттикнување, создавање на посебна средина која што ќе овозможи еднаквост на индивидуите. Таа структурна дискриминација, кога станува збор за односот меѓу жените и мажите, е толку присутна и толку е поврзана со традицијата, религијата, со вообичаениот начин на живење, ниту тој кој што дискриминира, ниту пак тие кои што се дискриминирани не успеваат да ја перцепираат дискриминацијата дури ни тогаш кога е таа директна, да не зборуваме за индиректната дискриминација. Едноставно, дури и кога ги покажуваме бројките, да речеме тој pay gap, односно разликите во платите, разликите во присуството на жените на раководни позиции, она што се нарекува стаклен плафон, преку кој што жената не успева да пробие, дури ни тогаш не успеваме да навлезиме во суштинско поместување на начинот на размислување на луѓето кои што во себе ја има вградено дискриминацијата. Еве да речеме, да не одам подалеку, можам да зборувам за мојот универзитет. Значи, на мојот универзитет над 49% од наставниот кадар се жени. Тоа се значи вонредни и редовни професори, доценти, значи жени кои што го достигнале зенитот на образованието и на тој начин се еднакви со мажите на истите тие позиции. Меѓутоа, бројот на декани, директори, заменици декани, заменици директори на институциите кои што се дел од универзитетот, веднаш паѓа негдека на некој 25-30%. А доколку отидиме погоре, изборуваме за ректорот на универзитетот, во целата историја на универзитетот Кирил и Методи, во сите овие изминати години, можеме да зборуваме само за една жена ректор. Мислам, тоа е така јасен показател на дискриминацијата. Толку е јасно дека нешто не е во ред, што боди очи. Меѓутоа, никој не сака да ја препознае, да го препознае тоа како акт на дискриминација, туку веднаш се зацкриваат за некој вид на квалитет, за посебни услови, за тоа дека жените и не сакаат да раководат, жените навистина им се гади, им се лоши, болни, веднаш алергија имаат кога ќе дојдат на раководни позиции и слично. Така што тој однос на родовата дискриминација кај нас е многу проблематичен. Тој се искажува дури и на многу банални места, како што е промената на презимето, да речеме, или презимето кое што го добиваат децата кога родителите се во брак, или за такви банални односи за тоа кој го зема болувањето
кога детето е болно и кој се грижи за некој член од семејството кога не е добар со здравието. Дури и тогаш кога жената е на работно место на кое што има повисоки примања, се очекува од нејзе да ги превземе тие обврски во рамките на семејството, за разлика од мажот кој што едноставно не се гледа себе си во една таква улога, и тоа е тој дискриминирачки однос кој што има многу интересен след. Заради тоа што жената има повеќе обврски, ангажмани, кои што се поврзани и со работата, и со грижата за семејството, и со грижата за домаќинството, таа автоматски има помалку слободно време. Отсуството на слободно време, односно разликата во слободното време, не е наивна. Таа значи помалку време за културни активности, помалку време за читање, помалку време за спорт, помалку време за политички активности и автоматски помалку време за воспоставување на таков вид на врски, односи и слично, кои што помагаат и во работната и во политичката кариера, од кои што отсуствуваат жените. Значи, ова е еден многу интересен след на работи, кои што можеме дури да ги поврзиме и со она што многу често го забораваме како повеќе кратно дискриминација. Имено, дискриминацијата врз основа на род, односно врз основа на пол, многу почесто се појавува како дел и од сукцесивната, и од кумулативната, и од вкрстената дискриминација. Да речеме, многу интересен пример за тој вид на вкрстена дискриминација е примерот кој што стои во учебниците за жена која што конкурирала да биде обучувач во школа за возење. И таа жена била на 50 години и е одбиена. Кога поднесла тужба дека е направена дискриминација и рекле не е точно. Ние имаме жени во школата за обучување за возење и имаме луѓе кои што се над 50 години. Меѓутоа, работата е дека како обучувачи се појавувале само помлади жени, а како постари од 50 години биле само мажи. Значи, оваа жена не е одбиена за да биде вработена на тоа работно место само заради тоа што е жена или само заради тоа што има над 50 години, туку токму заради тоа што е и жена и има 50 години. Многу интересен е тој аспект на таа вкрстена дискриминација која што многу често се појавува во комбинација со родовата дискриминација. И јас овде би сакала уште да напоменам за еден многу специфичен елемент на родова дискриминација која кај партии кои што успеваат да дојдат во парламентот, жените губат токму во рамките на одредени етнички заедници. Имено во одредени етнички заедници повеќе се води сметка или единствено се води сметка за правичната застапеност врз етничка основа, меѓутоа во тоа водење сметка за правична застапеност потполно на маргините се трга и родовата застапеност. И доаѓаме до ситуација дека представниците на одредени етнички заедници во парламентот, па и на локално ниво, се пред се мажи и не можеме да очекуваме дека тие како мажи ќе ги представуваат и сите оние специфични, посебни, исклучиво поврзани со интересите и потребите на жената елементи кои што би требале да ги изнесат таму.
Значи, тој е мој аспект во врска со родовата дискриминација. Меѓутоа, јас би сакала само уште еден елемент во однос на луѓето со попреченост да спомнам. Многу често недискриминацијата на овие луѓе државата ја гледа во споставувањето на поинакви критериуми. Не се потребни поинакви критериуми за запослување на овие луѓе. Потребни се посебни услови кои што ќе им бидат создадени. Потребно е поттикнување, потребна е поддршка, елементи кои што се токму поврзани со социјалната правда, кои што ќе овозможат овие луѓе кои што ги исполнуваат критериумите да можат да се појават на соодветните места и во власта, и во управувањето, и во работните структури. Навистина, како е возможно во изминативе 30 години да немаме луѓе со попреченост, било да се работи за физичка или само за оштетен вид или за оштетен слух и слично, како парламентарци во парламентот или како министри или како професори. Значи, тоа отсуство на вистинска инклузија кое што се зацкрива зад елементот на потреба од посебни критериуми кои што го намалуваат, ја намалуваат конкурентноста на овие луѓе кога станува збор за аплицирањето на сите овие позиции кои што би требале да бидат повисоки статусни позиции. Благодарам. Не можам да слушнам точно. Велам, ако имате уште нешто да додадете, пошто веќе го пробивме дури малце рокот за дебатата, но ако имате нешто да додадете за завршеток, нешто што сакавте, а не ве прашавте. Да. Значи, сакам неколку елементи само да ги потенцирам, кои што ги спомнав, можеби, а можеби и не. Значи, кога станува збор за луѓето со попреченост, сакам многу јасно да дадам до знаење дека пречките не се наоѓаат во тие луѓе, туку во заедницата. И таму треба да се адресираат. Значи, ние треба да ги тргнеме пречките од околината, за да можат тие луѓе на еднаков начин да ги остваруваат своите права и слободи, односно слободно да функционираат во таа заедница. Би сакала да потенцирам дека е многу важно да се зборува за недискриминацијата, меѓутоа не е доволно. Недискриминацијата е прво скалило до еднаквоста, ама не е последното скалило до еднаквоста. Значи, ние мораме да размислуваме 2, 3, 4 повеќе чекори напред. Треба да размислуваме како да обезбедиме на секоја индивидуа искористување на нејзините максимални индивидуални потенцијали. Значи, како да обезбедиме еднакви шанси и можности за развој на секоја индивидуа, и тука треба да го имаме на ум постоењето на она што се вика кумулативна нееднаквост. Значи, таа е една од најстрашните нееднаквости. Едно е да си ром и тогаш си дискриминиран на одреден начин. Друго ниво на дискриминација е да си ромка. Значи, да припаѓаш на ромската етничка заедница, да си жена. Трето ниво на дискриминација е да си ромка со попреченост. И тука доаѓа она што представува улога на државата и обезбедување на социјална правда. Значи, ние прво треба да ги адресираме тие најранливи групи каде што имаме кумулативна дискриминација која што оневозможува ни минимално уживање на основните права и слободи на луѓето, па потоа да зборуваме за се останато и за малку пошироко разбирање на еднаквоста. И многу често забораваме некои елементарни работи. Тоа дека повторно би се вратила на еднаквото постапување. Значи, ние да речеме даваме одредена информација и викаме сите луѓе се информирани за ова и овие постапиле како што треба, овие не постапиле и заради тоа треба да бидат казнети.
Не може тоа да рачунаме на таков начин. Кога даваме информации, таа информација треба да биде дадена на соодветен начин. Што значи тоа соодветен начин? Начин кој што ќе овозможи сите луѓе да можат да ја разберат таа информација. Не само од аспект на јазик, туку од аспект на употребени зборови, од аспект на модел на кој што се користи за достапност на таа информација, од аспект на терминологија или користење на одредени технички помагала. И ќе завршам само со еден пример од еден јапонски остров на кој што живееше веќе неколку години мојата помала ќерка. Таму, бидејќи на тој остров живеат голем дел луѓе кои што се со повисока возраст, значи постари луѓе, кои што поретко излегуваат од дома, кои што не комуницираат многу преку социјалните мрежи и слично, доколку треба да им се даде некоја информација, дури и информација дека дошол лек во аптеката, или дека лекарот ќе биде присутен во тие и тие сати во амбулантата, тоа се прави со разглас. Значи, оди разглас наоколу и ја дава таа информација на луѓето. Тоа е соодветно дадена информација. Благодарам многу. civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.